собрани тука на овој свечен настан организиран од Општинската организација на Црвен крст Делчево, посветен на Светскиот ден на волонтерите и на оддавање почит на нашите хумани и посветени крводарители. 5 декември е денот кога целиот свет им оддава признание на луѓето кои безрезервно го подаруваат највредното што го имаат – своето време, својата енергија и своето срце. Овој ден не е само формалност, туку е потсетник дека секој добар гест, понудена помош, подадена рака кон некој друг, остава трага. Волонтерството и крводарителството не ги менуваат само заедниците, туку наменуваат и нас, како луѓе. Ни покажуваат дека хуманоста не се искажува со зборови, туку со дела. Тука сме да ви се заблагодариме на сите кои секојдневно придонесувате светот да биде подобро место за живење. Што не чекате повик, туку само иницијативно создавате можности за промоција на хуманоста, преку сопствен несебичен пример. Волонтерите и крводарителите се движечка сила на хуманоста. Тие секојдневно, несебично го посветуваат своето време, креативност, знаење и енергија за доброто на другите. Почитувани волонтери, крводарители, вашата посветеност е пример дека солидарноста и човечноста се вредности што се темел на нашата заедница. Овој настан е во чест да ви благодариме, да ве наградиме и да покажеме дека вашето дело е почитувано, вреднувано и представува огромен мотив и на останатите. Сега го поканувам председателот на Општинската организација на Црвен крст Делчево, Билјана Георгиевска, да ви се обрати. Повелете. Почитуван градоначалник на Општина Делчево Иван Гоцевски, драги волонтери, почитувани крводарители, гости и соработници. Ми представува особена чест да се обратам на денешната манифестација по повод 5 декември, Ден на волонтерите, ден посветен на сите вас кои со своето време, енергија и срце правите промени таму каде што најмногу треба. Овој ден е потсетник дека хуманоста не е само збор, туку дело, а токму вашите дела секојдневно ја менуваат нашата заедница и токму заради овој чин на денешната манифестација ни се присутни и нашите крводарители. Оваа година Црвениот крст на Република Македонија одбележа значајни 80 години од своето основање во нашата земја и 30 години од полноправно членство во Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина. Крводарителството во Република Македонија е во подем континуирано. Во 2024 година може да се оцени како успешна година за крводарителството во Делчево и Македонска Каменица. Не радува фактот што бројот на првократни дарители континуирано се зголемува. Општинската организација на Црвен крст Делчево посветено работи на промовирање и на унапредување на крводарителството во Делчево и Македонска Каменица. Како резултат на посветеноста на активностите на Црвен крст, на службите на трансфузиона медицина и благодарение на крводарителите и на сите поединци, фирми и институции, во изминатата 2024 година се реализираа 19 крводарителски акции на кои што се собраа 1313 крвни единици, односно 178 крвни единици повеќе од минатата година, а крводарителскиот план за 2024 година се надмина за 188,64%. Крводарителството во Република Македонија се темели на принципите на хуманост, доброволност, анонимност, бесплатност и солидарност. Само ваквите принципи обезбедуваат посигурна крв и крвни продукти. Хуманоста што ја покажаа нашите крводарители преку доброволно дарување крв придонесе да бидат спасени многу човечки животи. Со самото дарување на крв, крводарителот изразува највисок степен на солидарност со сите оние на кои таа крв им е најпотребна, без оглед на возраст, пол, боја, националност и верска припадност. Доброволното дарување на крв представува израз на високи етички, хумани и морални вредности. Да се дарува крв и да се спаси нечий живот е висок чин на хуманост и благодарност. Црвен крст Делчево изразува благодарност и почит кон сите крводарители, поединци, фирми и институции кои го помогнале развојот на крводарителството во Делчево и Македонска Каменица. По повод денешната свеченост, Општинската организација
организација Црвен крст Делчево ќе додели признанија на најзаслужните крводарители, посебно ќе се додадат и благодарници на волонтерите кои биле најактивни во 2025 година. Уште еднаш на сите да ви посетам добро здравје, да продолжите да бидете пример за хуманост и солидарност. Благодарам. Ви благодариме, председателја. А сега го поканувам градоначалникот на општина Делчево, Иван Гоцевски, да земе збор. Повелете. Добар ден на сите. Почитувани волонтери, крводарители, представници на организации, драги гости, дами и господа. Денес сме собрани за да одбележиме Светскиот ден на волонтерите. Ден посветен на сите оние кои несебично се даруваат себе си за доброто на другите. Ова е ден кога ја славиме човечноста, солидарноста и верноста на заедништвото. Но денес исто така оддаваме почит и благодарност не на посебна група хумани луѓе, крводарители, но оние кои буквално подаруваат живот. Во секоја зеница постојат луѓе кои си подготвени да помагаат, но постојат и ретки луѓе кои одат чекор понатаму. Луѓе кои даруваат дел од себе си за да спасат нечи живот. Нашите крводарители се вистински херои во мирно време. Тие се тивки, скромни и начисто далеку од очите на јавноста. Но влијанието што го имаат е навистина огромно. Секоја дарувана единица крв значи една нова надеж за болните, за повредените, за оние кои се борат во натешките моменти од животот. Денес кога им доделуваме признанија, не доделуваме само признание, доделуваме благодарност, почит и неизменна признателност за нивната хуманост и за нивната храброст. Бидејќи крводарителството не е обврска, тоа е избор. Избор да се биде човек со големо срце. Почитувани волонтери, вашата работа секојдневно ја прави нашата заедница подобро. Вие сте пример како се гради општество. Чекор по чекор, дело по дело, со многу љубов, ентузијазам и пожртвуваност. Без вас многу активности, иницијативи, акции и поддршка не би биле можни. Почитувани крводарители, вашата хуманост е темел на здравството и столб на нашата заедница. Вие сте доказ дека големината на човекот не се мери со зборови, туку со дела, со спасени животи, со дадена надеж и со подадена рака тогаш кога е навистина најтежко. И јас како градоначалник, од име на општината и од име на сите граѓани, ви упатувам огромна благодарност. И благодарам што не чекате повик за помош, туку вие сте први кои се јавувате. Благодарам што гледате доверба, безбедност и хуманост во нашето општество. Нашите врати секогаш ќе бидат отворени за вас, за вашите иницијативи и за секоја идеја што ќе носи добро. Нека овој ден биде потсетник дека силата на една заедница се мери со подготвеноста да се помогне. А ние како општина имаме навистина силна заедница, заедница на волонтерите, крводарителите и хуманите луѓе на кои можеме да бидеме навистина горди. Среќен 5 декември, Светскиот ден на волонтерите. Честитки до сите волонтери и огромна благодарност до сите крводарители. Продолжете да бидете светлина, надеж и пример за човечност. Благодарам од срце. Благодариме вам, градоначалник. Доктор Виолета, по трансфузиологија од оправдани причини, не можеше да биде денес со нас, па јас ќе ви ја прочитам нејзината порака. Од моје име и од името на Оделението за трансфузиона медицина Делчево, на сите крводарители упатувам честитки за нивната хумана мисија. Тоа е најмалку што можам да кажам, зашто нивниот чин на подадена рака за живот на секој друг нема цена. Тоа е врв на љубов и солидарност. Бидете ми живи, здрави и нека ви се множат хуманите дела. Нека ви се среќни и берикетни престојните празници. Следен за збор го поканувам Дејан Ивановски да ја каже својата приказна за импозниот број на крводарување. Повелете.
Здраво и благодарам на сите. Во името на екипата на Црвен крст, заедно со екипата со председателката Билена Георгиевска, и јас сум крводарител од 18 години и секое лице може да биде крводарител до 65 години. За машките лица во годината е дозволено 3 месеца, На секој за женскиот пол е дозволено 4 дарувања на крв. Здраво е да дадеш крв, да подаш рака на секој, и тоа е хуманост за секој лице. Лично колку ви имате пати дадено? Над 5 пати имам дарувано крв. Што те тера еве да дадеш крв да искористиме? Тоа е здраво. Како за организмот, така и да поможеш на друго лице. На младите што ќе им порачаш? На секој што ќе наполни 18 години да дарува крв. Ви благодарам. За крај на овој прекрасен настан збор ќе земе активен волонтер во клубот на млади, да ви ја каже својата приказна за низиното волонтирање. Повели. Драги присутни, за оние што не ме знаете, јас сум Јана Димитровска. А за оние што веќе ме знаете, верувам дека го знаете и моето второ семејство, Црвен крст. Кога прв пат станав волонтер во Црвениот крст, и самата не знаев што да очекувам. Но, многу брзо ја согледав суштината на оваа организација и се погрежив да ја сместам блиску до срцето. Црвениот крст ме научи на човечност, солидарност, одговорност и емпатија. Токму тука сватив колку малите дела можат да направат големи промени. Волонтирањето ме поврза со луѓе кои имаат исти идеи и погледи кон светот. Со млади кои сакаат да создадат подобра заедница. И така, ние заедно учиме, растеме и даваме пример. Волонтирањето во Црвен крст за мене значи да веруваш дека светот може да биде поубав и дека ти можеш да го направиш така. Тоа е чувство што ти исполнува и мотивира да продолжиш. Верувам дека со помагање на другите, всушност ги меним и нашите животи на подобро. Ве благодарам. Благодарам, Јана. Сега ги поканувам председателот на Општинската организација Црвен крст Делчева и градоначалникот на Општина Делчева да ги поделат признанијата на праводетелите, а потоа и на волонтерите. Повелете. Се доделува благодарница за 100 дарувања на Дејан Ивановски. Повелете. Се доделува благодарница за 50 дарувања на Јончо Новоселски. Повелете. Се доделува благодарница за 50 дарувања на Игор Сумрачки. Се доделува благодарница за 25 дарувања на Венцо Стоиловски.
Се доделува благодарница за 10 дарување на Миле Узунски. Повелете. Се доделува благодарница за 10 дарување на Сашко Колевски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Јасминка Синадиновска. Се доделува благодарница за 10 дарување на Владко Гоцевски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Драган Цветковски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Ѓорги Јангеловски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Кира Спасевски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Вине Атанасовски. Се доделува благодарница на Владко Стоименовски за 10 дарувања. Се доделува благодарница за 10 дарувања на Дујана Георгиевска. Се доделува благодарница за 10 дарување на Христијан Мирчевски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Миле Петров. Се доделува благодарница за 10 дарување на Војо Јовановски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Стојан Китановски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Љупка Каладжиска. Се доделува благодарница за 10 дарување на Владо Стојчев. Се доделува благодарница за 10 дарување на Оливера Јаневска. Се доделува благодарница за 10 дарување на Мартин Цонев. Се доделува благодарница за 10 дарување на Дарко Јаневски. Се доделува благодарница за 10 дарување на Виолета Велиновска Пецова. Се доделува благодарница за 25 дарувања на Дејан Мијалчов. Се доделува благодарница за 25 дарување на Сашко Филиповски.
Сашко Филиповски. Се доделува благодарница на градоначалникот на општина Делчево Иван Гоцевски и на општина Делчево за особен придонес во напредувањето на преводителството. Сега следуваат благодарници на волонтерите за 2025 година. Се доделува благодарница на Билјана Петровска. Се доделува благодарница на Иван Тренчевски. Се доделува благодарница на Дијана Антовска. Се доделува благодарница на Сандра Стоиловска. Се доделува благодарница на Гоце Стоименовски. Се доделува благодарница на Марина Тодоровска. Се доделува благодарница на Александар Стоименовски. Се доделува благодарница на Антица Ивановска. Се доделува благодарница на Љупка Ѓорѓиевска. Се доделува благодарница на Безит Безитовски. Се доделува благодарница на Владко Стојковски. Се доделува благодарница на Валерий Спасевски. Се доделува благодарница на Александар Златковски. Се доделува благодарница на Ана Ивановска. Се доделува благодарница на Сара Ангелова. Се доделува благодарница на Григорија Багевска. Се доделува благодарница на Ирина Спасевски. Се доделува благодарница на Ивана Михаиловски. Се доделува благодарница на Изабела Тренчовска. Се доделува благодарница на Јована Јованчовска. Се доделува благодарница на Тијана Николовска. Се доделува благодарница на Теона Николовска. Се доделува
благодарница на Наталија Ѓорѓиевска. Се доделува благодарница на Софија Петровска. Се доделува благодарница на Тамара Јанковска. Се доделува благодарница на Едиса Багашова. Се доделува благодарница на Анастасија Петровска. Се доделува благодарница на Софија Коларска. Се доделува благодарница на Бисера Струкова. Се доделува благодарница на Леа Стојанова. Се доделува благодарница на Антонија Китанова. Се доделува благодарница на Јана Димитровска. Се доделува благодарница на Викторија Дончевска. Се доделува благодарница на Илина Спасевска. Се доделува благодарница на Ангела Постолова. Се доделува благодарница на Мартин Цеков. Се доделува благодарница на Ева Каладжиска. Се доделува благодарница на Елена Терзиска. Се доделува благодарница на Лела Новоселска. Се доделува благодарница на Сара Димитровска. Се доделува благодарница на Ана Марија Христова. Се доделува благодарница на Теодора Михаилова. Ви благодариме на сите за присуството, за сите ваши добри дела кои ги имате направено. Крводарители, вашата храброст и великодушност се невисока форма на дарување. Волонтери, вашиот придонес е мајка за силата на нашата заедница. Ви благодариме што сте инспирација, пример, двигатели на позитивни промени. Благодарам.